Роберт, здраво, колку години живееш во САД? Колку години возиш? Добар ден, поздрав до вашите гледачи. 11 години живеам во САД, 10 години возам камион. Каков камион возиш? По колку часа си на ден во него? Возам камион Volvo и отприлике сум на работа околу 11 до 12 часа. Дали возиш секој ден од почетокот на пандемијата со коронавирусот? Како ти минува еден ден, Роберт? Да, возам секој ден од почеток на пандемијата. За наша среќа има многу работа со камионскава индустрија, а еден ден ми минува така да доаѓам на работа околу 8 часот изутрина, гледам што имам за работа денеска и почнувам со возење. Некаде ке 7-8 часот навечер се враќам дома и да бидам со фамилијата. Секој ден се среќаваш со луѓе, дали користиш заштитна маска, ракавици, дали преземаш дополнителни мерки против коронавирусот? Таму каде што има повеќе луѓе, кај што одам, кај што има повеќе луѓе, да, користам маски и ракавици. По почетокот повеќе, сега како се попушта ситуацијата некако помалце, меѓутоа да, се трудам да се заштитам. Се разбира бидејќи дома имам семејство и така. Дали стравуваш дека можеш да го зарази семејството, како што сам спомена, кој е најголемиот ризик за вашата професија денес? Да, се разбира дека стравувам, како и секој човек што стравува да не пренесе дома. Меѓутоа, како што ви реков, се трудам да држам дистанца од 2 метра, каде што има повеќе луѓе, каде што се собираме повеќе возачи на едно место. Тогаш користам заштитна маска и ракавици. Се разбира, стравот постои, меѓутоа, што е тука е. Мора да се работи. Но од друга страна има и помалку сообраќај по автопатиштата во САД во вакво време. Дали доставуваш на време? Апсолутно. Тоа е голема олеснителна околност за нас, професионалните возачи, бидејќи сега нема толку гужва и нормално робата стигнува на време, каде што треба да стигне, поготово во нашиот бизнис, каде што се доставува храна, лекови и такви работи. Дали се повеќе камионџи гледаш по автопатиштата ширум САД ги нарекуваат херои во новото време, признание за вас, но и предизвик? Тоа ми дава дополнителен мотив за да работам во оваа тешка ситуација. Како можам да помогнам на општеството. Што ќе се случи ако еден ден, накусо за крај, Роберт, камионџиите ги исклучат камионите? Не сакам ни да претпоставам, ќе застане цела држава. Ќе застане цела држава, бидејќи најмногу се потпира на камионскиот транспорт. Ти благодарам за разговорот, ти посакувам секое добро и биди добар. Благодарам и на вас, поздрав до сите гледачи во Македонија и бидете здрави.